Празнувањето го одбележавте работно. Меѓутоа, што покажува анализата меѓу двете празнувања во делот на вашиви интервенции и секако действувањето на територијалната противпожарна единица? Ако ги земеме во предвид резултатите што ги има или бројот на интервенциите, територијалната противпожарна единица за изминатата година околу 223 во однос на претходната година, може да кажеме дека е намалување од некаде можеби 20%, што храбрува, но сепак треба да се земе во предвид дека станува збор за пожарување на големи површини, поготово во зафатени со шуми, што секако е разочарувачки, имајќи во предвид дека главен фактор за овие пожари на отворен простор е секогаш човекот. Територијалната противпожарна единица се обидува колку што сме во можност заедно со останатите институции да работиме на превентивен план за да се спречи бројот на појавата на овие пожари на отворен простор. Меѓутоа, очигледно се уште совеста и културата кај нашите жители е на ниско ниво. Што се однесе од почетокот на оваа работна година, од 2013 територијалната противпожарна единица досега има околу 67 интервенции, што исто така, ако се земе во предвид во однос на минатата година, представа намалување од некаде 30%, и можем би да кажеме дека оваа година имаме помал број на интервенции и на отворен простор и на објекти. Може би повеќе овде се вклучени бројот на техничките интервенции, поготово во месец март и април, кога имавме поголеми обилни врнежи од дожд, што секако е дел од нашата работа. Територијалната противпожарна единица од Кочани во текот на минатиот месец имавме една малку поспецифична техничка интервенција со излекување на труп од реката Брегалница кај Прибачево. И јас би сакал да кажам една благодарност до колегите кои што беа вклучени во текот на оваа интервенција. Од моја страна се надевам дека во наредниот период ќе имаме што помалку вакви работи, вакви случувања, но и тоа е дел од нашето секојдневие. Вклучени сте во еден меѓународен проект, работилница се одржа во Свети Николе, за што се работи? Командирите на мрежата, односно мрежата на командири на територијалните противпожарни единици на републичко ниво, формирана преку ЗЕЛС, вчера имаше или одржа работилница во Свети Николе во соработка со операција Флоријан. Тоа е организација од Велика Британија, од Обединетото кралство, која воглавном соработува со противпожарните единици на ниво на цела Европа во однос на обуки, во однос на донирање на опрема и на средства. Голем дел од противпожарните единици во Македонија се имат исползувано овие придобивки, дел од опремата, но исто така и дел од обуките ги имат спроведено и во рамките на противпожарната единица во Кочани, со тоа што се дојде до заклучок дека треба да се прошири оваа соработка. И на крајот да ми кажете околу екипираност на Кочанската територијална противпожарна единица, не само со луѓе, туку и со техника возила. Територијалната противпожарна единица во моментов значи располага со 4 противпожарни возила специјални за гасење на пожар, но исто така имаме и 2 теренски возила што ги користиме во случај на потреба, поготово за шумските простори. Што се однесува до екипираноста, бројката е таа која што можеби не одговара за моменталните потреби, но сепак се надеваме дека во наредниот период ќе излезат во пресред надлежните органи, па ќе можеме да се доекипираме.